Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, господинот Насер Салмани. Господине Салмани, може ли да сумирате што точно му се случи на новинарството во последниве 2-3 недели? Мислам дека тоа што се случи во собрание, каде на новинарите не им беше дозволено да ги следат настаните во собраниската сала, заседници каде се носеше буџетот, мислам дека се демонстрираше или се покажа вистинскиот однос на институциите во Македонија, што го имат кон медиумите. Практично со тоа на јавна сцена се покажа дека во Македонија не се почитува слободата на изразувањето. Гарантирано со Уставот на Македонија и со меѓународни договори кои што Македонија ги има подпишано. Мислам дека со тоа што се случи се покажа дека владата и институциите не го препознаваат, а уште помалку да го почитуваат правото на слобода на изразување и слободата на медиуми. Мислам дека преовладува, за жал, се покажа дека кај институциите преовладува ставот, дека медиумите се тука да информираат само за работи кои што на нив им одговарат, за фини работи, да се пофала за нивните успеси. А кога ќе се случат работи кои што на нив не им се допаѓат и не би сакале да бидат затоа информирани граѓаните, тогаш медиумите се тука вишок. Тоа е пример како не треба да се третираат медиумите во едно демократско општество. Институциите не само што не се огради од тоа, туку се обидоа да покажат дека се одвивало во рамките на процедурите на ова земја, што реално не беше така. Зашто тогаш жалеше државниот врв? По случувањето во собранието тие изразија жалење, но од друга страна пак институциите не пронајдоа виновник. Зашто тогаш жалеше државниот врв? Мислам дека позитивно и добро беше што целиот практично државен врв се огради од тој настан и изрази жалење. Меѓутоа, тоа што како одговор го добивме од Министерството за внатрешни работи беше разочарувачки. Не само за нас, него мислам дека и за државниот врв, затоа што мислам дека со таков одговор МВР практично ги стави во некоја незавидна позиција највисоките носители на јавни функции во Македонија, практично им кажа луѓе, вие не знаете што зборите, или во најмала рака зборите на памет, затоа што дека акцијата е изведена во рамките на законот. МВР практично не одговараше на нашата представка. Ние бараме едно, тие зборуваат за друго. Ке им дадеме можност на нашите судови да го препознават ова прекршување и да го констатираат. Ако тоа не се случи, ние нема да запираме тука, правдата ќе бараме и во меѓународни судови. Јас се надевам дека се уште има можност владата, па и собранието, да на некој начин преземат мерки овој инцидент, да го расветлат и да го затворат на начин како што тоа се очекува во една демократска земја. Една од мерките која што ја преземавте е прекин на преговорите со власта, иако тоа е дел од патоказот за евроинтегративниот процес. Какви резултати очекувате дека ќе донесе една таква мерка, со однос на тоа што и самите неколку пати до сега изјавивте дека власта нема слух? Знаете како, одлуката ние да ги прекинеме разговорите беше изнудена. Ние практично бевме принудени на таква мерка. Замислете на што ќе личеа тие разговори после она влечење на новинарите во Собраниската галерија. Како ние ќе се погледневме во очи со луѓето кои евентуално можеби се дел или учествувале во донесување на таква одлука. На крајот на краиштата,
во март или април, владата е таа која што ќе треба да оде во Брисел и да им објасни на тие дипломати таму што се случи и како мисли да се справи со ова ситуација и како мисли да ја санира ова ситуација и како мисли да ги убеди нив дека се уште искрено посакуваме да се интегрираме во Европската унија. Ако добро ве разбрав, резултатот што го очекувате од прекинот на преговорите е како власта ќе се правда пред Европската унија за начинот на нејзиното однесување? Не само пред Европската комисија, него и пред самите македонски граѓани. Затоа што едно е вие да тврдите дека сакате да се интегрирате во Европска унија, а друго е на терен како се однесувате. Ако вашето однесување не е европско, тогаш кој е тој од македонските граѓани кој што ќе верува во искреноста на ова влада дека навистина сака да земјата да интегрира во Европската унија? Дел од новинарите забележуваат на колебливоста на Сдруженијето. Од прва силно реагира, а потоа ја спушта топката. На што се должи таквата колебливост? Колегите имаат различни гледања за работите. Меѓутоа, ние сакаме да, ако другите се неодговорни, ние не сакаме да ги следиме нив. Ние сакаме да покажеме како во вакви ненормални услови некој знае нормално да се однесува. Тоа е нашата намера, а не дека ние сме колебливи. Ние не сме колебливи. Ние кога проценуваме, мислам дека ние имаме добри проценки. Кога работите излегуваат надвор од некоја рамка, ние немаме никаков проблем да речеме дека тоа не може да помине и нема да го поддржиме. Нема цена која што ќе не натера да ги менуваме нашите ставови од она што сме го кажале како објаснување. Например, кога се оградивте од делот новинарите на протестот кој што го изразија новинарите во собранието по инцидентот на 24 декември, од кого точно се оградивте и зошто? Знаете како, мислам дека има некој ред на работите. Ние ја ценевме поддршката на колегите кои што на некој начин сака да се солидаризираат со новинарите кои што ја следат работата на собранието, дописници од собрание. Меѓутоа има некој ред. Ако вие сакате да помогнете некого, треба да го прашате како мисли тој дека најдобро ќе го помогнете. Мислам дека не е својствено барем тоа не е мој и на луѓето кои што раководат со ова здружение, со викање и со викање да се изрази незадоволство. Ние сакаме до крај да останеме достоинствени. Ние точно кажавме што ни се случи, го судивме тоа, преземавме чекори кои што беа неопходни да се преземат и кажуваме што треба да се случи за да се санира состојбата. Значи, вие не се оградивте од колегите, туку од свиркањето и викањето? Апсолутно. Затоа што, знаете како, ако некој, ние како новинари, како здружение, барем додека јас сум тука, нема да дозволам ова здружение да биде сведено или да почнеме да личиме како политичките партии. Не. Ние сме новинари, да, незадоволни сме, сакаме да изразиме незадоволство и бараме одговорност. Но тоа да биде на достоинствен начин, во рамките на институциите и неколебливо. Ние ова битка нема да ја прекинеме тука. Значи, ние ќе ги искористиме сите можности, а такви има многу, за да ја истераме правда. И во тој пат, мислам дека ќе имаме можност пак да разговараме, дека од тие позиции ние нема да отстапуваме. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.